Добар ден и добре дојдовте во емисијата наменета за родителите. Ова е емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Некои деца при покачена температура имаат проблем, се јавуваат мозочни грчеви, односно фебрилни конвулзии. Дали ова состојба е опасна по нивното здравје, остава ли трајни последици, како родителите да му помогнат на детето кое што се соочува со овој проблем. Денешен гостин во студиото е професор доктор Филип Дума, невропедијатар од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Долгачко. Благодарам на поканата. Убав ден на сите денес, тие што го празнуваат или што го празнуваме, среќен празник. Така. За многу години денот. За многу години денот, така. Јас би започнала од тоа што се тоа фибрилни конвулзии, дали се работи за мозочни грчеви, како може да се опише оваа состојба? Тоа се грчеви од температура кои кај одреден дел од популацијата кој што е релативно голем се јавува во одреден период од животот. Негде од 6-тиот месец на животот, па негде кај 5-5,5 години. Во раното детство. Зафаќа голем процент од популацијата, негде по статистиките 1,5 до 3%. Ја најдов најразлични до 3%, значи тоа е голема. Ако имаме една предшколска установа со 100 деца, 3 ќе имаат грчеви со температура. Е состојба кога заради незрелост на мозокот не е ни потполно објаснета, мада модерната молекуларна медицина наоѓа некои објаснувања под дејство на медијатори и така натаму, меѓутоа тоа не е за емисијата. Под дејство на покачена температура паѓа прагот на надразливост на мозокот и се јавуваат грчеви. Драматична состојба за родителот, настанува нагло и мислам изненадно, обично настанува со висока температура, не мора да биде ни многу висока температурата, не најавено. И обично ако родителот не е спремен, стварно е драматично. И со право. Со право. И затоа сите родители се плашат од температурата, од високата температура и прашуваат дали нешто превентивно треба да прават за да не дојде до тоа. За среќа не е страшно, и колку што е драматично, толку е бенигна состојбата. Ако се работи за прв напад, во тој случај треба да направиме разлика, диференцијација или разлика помеѓу тоа дали се работи за обични фебрилни конвулзии или се работи за некоја друга состојба која што може да предизвика конвулзии, затоа што во таа возраст може да има милион други состојби кои што може да дадат со конвулзии, кај што температурата е само провокатор. Една од најбенигните е епилепсијата со конвулзии, меѓутоа може да биде некој пролив лош, може да биде некоја интоксикација и така натаму. Колку се слични фебрилните конвулзии со епилептичниот напад? Клиничка слика е иста, меѓутоа се разликува од другите состојби. По дефиниција епилептичниот напад е непровоциран, мозочен, непровоциран конвулзивен атак, а фебрилните конвулзии се секогаш провоцирани со покачена температура. Може ли да се каже дека наследниот фактор игра улога во оваа состојба, доколку некој од браќата, сестрите има или некој од родителите? Има генетика, докажана генетика и тие деца кај нас не се работи. Мислам дека почнавме нешто формално да го работиме тој ген. Не сум сигурен дали се уште се работи. Меѓутоа поради бенигноста на состојбата обично испитуваме само таму кај што мора да се испита. Ако постои фамилијарна склоност, може да постои, меѓутоа не е докажано дека секој што е генетика. Ако имаме едно дете со фебрилни конвулзии, многу поверојатно дека и другото дете кој има такви конвулзии се фебрилни конвулзии, тоа е фактор кој што придонесува да бидеме посигурни дека се работи за грчеви со температура, меѓутоа и фактор кој што бара да бидеме повнимателни, затоа што во тие популации некојаш епилепсијата е почеста. Некојаш, не сигнификантно нешто, меѓутоа треба да бидеме само повнимателни. Во овој дел од емисијата ќе има возможност на гледачите да партиципираат со нивни прашања, доколку имаат некои дилеми поврзани со денешната тема, слободно може да се јават на 3076 677. Само да ги доразчистиме работите, значи се работи за бенигна состојба која што после 5,5 години исчезнува, не остава никакви последици на интелектуалниот развој на детето, на моторниот развој на детето, што значи после тоа детето и за време на сите тие на тој период детето се сосема нормално, се функционира како што треба и од таа страна треба да го отстраниме стравот на родителите. Родителите треба да бидат спремни. Што треба да направат кога детето веќе добие напад? Треба да бидат спремни, прво не сме да паничат, не треба да паничат. Да го прскаат со ладна вода во колицата. Само да го завртат во безбедна положба. Тоа е положба на бочна положба, тие што полагале возачки знаат како изгледа таа безбедна положба.
Ништо не се става во устата, чим устата на страна, се што има во устата може да ќе се испадне надвор. И ако трае нападот, барем по книгите пише подолго од 5 минути, тама додека се припреми чепче диазепам. Наглото спуштање на температура или агресивното спуштање на температура нема никаква улога во појавувањето на конвузите, така да не... Така и родителите се плашат да, исто тоа, нема колку никаква нагло улога. падне По статистиките температура. најно и без разлика како ако има склоност ќе ги добија нападите, за среќа максимум се 2 или 3 напади во текот на животот. Така да... А доколку се јави еден напад, да речеме во текот на денот, и се повтори уште еднаш, дали Тоа е во еден тој напад, случај репетиран напад, се рачуна како еден напад, може и тоа се дешава, значи никош не знаеме што ќе стане, како ќе стане, тоа е како со земјотресите, има земјотрес. Има склоност за земјотрес, дали ќе има, дали ќе нема, не знаеме. Меѓутоа ако се појави, може да се повтори. Така. И тоа е така да не знаеме што ќе биде, како ќе биде, меѓутоа наше е да тие деца ги згрижиме. Покрај ова што го кажав згрижување е во секоја инфекција е најважно згрижување со одредна хидрација на децата, затоа што децата многу брзо дехидрираат и многу брзо може да добијат конвузија од дехидратација, не од фебрилни конвузии. Хидрацијата се прави ако со ОРС наједноставно се прави со оралниот со електролити. Млеко дадено не е течност, млекото е храна, значи во таква ситуација млеко не се дава. Не се дава млеко, меѓутоа млекото се рачуна како храна, не како течност, треба да прими доволно течности. Така да и било како се транспортира и ако оди некаде 200 км транспорт мора да има безбедно или инфузија или соодветна рехидрација. Тоа е најважното во тие моменти. Иначе колку што изгледа страшно, негде по неколку минути проаѓа нападот. Како се чувствуваат децата после тоа? После нападот има може да има некоја состојба на зашеметеност. Ако бил едностранен нападот, може да има некоја парализа да не зборуваат, меѓутоа тоа трае пола сат, максимум до неколку сати, тоа се вика постиктална парализа. Тоа се веќе комплексни фебрилни конвузии, не се обични. И после тоа детето се функционира сосема нормално. Доаѓаат родители, паника, се прима детето, после пола сат добро детето трча, сака да се после тоа не се ворят родителите. Сака да се не, тоа е сосема во ред, во тој момент многу е битно доктор што ги прифаќа да биде смирен и да им ги објасни на родителите сите работи. И да знаат родители дека докторот знае што прави со нивното дете, што и да е кој ќе донесе некој дете, тоа му е најголемото богатство. Може да изгуби пари, може да изгуби жена, меѓутоа дете да го изгуби, тоа е ништо поголема драгоценност за родители. На кој начин се диагностицира? Постојат ли некои посебни тестови кои што може да утврдат за што се работи? Вие споменавте генетски тест, но ретко се прави. Генетски 1 до 3% од популацијата што имаат фебрилни конвузии, на популацијата може да ги носат тие гени. Многу луѓе може да ги носат тие гени, никош да немаат конвузии, така да ако се пособневаме за фамилиарна, ако во таа фамилиарна има некоја патологија, како конвузите преоѓаат во епилепсија и така натаму, тогаш би ја бариле таа генетика. За жал се уште скапа и не секогаш достапна. Иначе веројатно дека кој би било како крвна слика би ја правиле многу почесто. Што беше друго дел од прашање? Како се диагностицира, што се треба да се направи за да се утврди клиничката еволуција е сосема доволна, ниедно многу луѓе ги инструират да доаѓаат за ЕГ, ЕГ-то не помага во таа ситуација. Негде период 6-5 години ЕГ-то е во фаза на матурација. Негде трета, четврта година и така голем процент од популацијата може да имат патолошко ЕГ, кој што ако нема епилепсија не значи ништо, ако нема напади, така да ЕГ-то многу повеќе може да не заведе отколку што може да даде точен одговор. ЕГ-то се употребува во диагностика на епилепсијата, ако се сомневаме дека има епилепсија, ако ЕГ-то има подударност, тогаш е потврда за епилепсија, меѓутоа многу често кажеме во таа популација, посебно трета, четврта година кога се почнуваат тие центротемпоралната епилепсија, имаат склоност за епилепсија на ЕГ-то, а никош во животот немаат напади. Тоа се работи кои што се одрас на матурацијата на мозокот, така да. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Овдека мајка на едно девојче од 3 годинки со епилепсија. Така. Веќе песме кај докторот. Си имаме видено кај него, чекаме да ни се јава за магнетна резонанса, но се уште немаме никаков одговор од кај нив. Така, тоа е веќе комплексен случај. Така? Детето сега и понатаму има нападите со епилепсија, како што кажа докторот, а веќе пие антиепилептична терапија, пие
влетила една наутро, една навечер. И покрај тоа ги имаме напади. Па сакам да прашам, уште ли ќе треба да чекаме за магнетна или да... Да, тоа е еден голем проблем. Адресата е на погрешно место, магнетната ние веднаш би ја направиле. Меѓутоа магнетната се прави на Рентген институт. А од друга страна низ Македонија има многу магнетни, Битола, Штип, Тетово, сите одбиваат да прават деца. Во Скопје уште 2 државни магнети кои што не сакаат да работат со деца. Благодарение на пожртвуваноста на луѓето од Рентген институт кои што работат нон-стоп со деца, сите деца се снимани, меѓутоа се створи листа на чекање и поради таа листа на чекање, телефонот изгледа што отворен има. Да. Поради таа листа на чекање се уште се чека. Иначе ако пошто спомнавте не знам кој дете, меѓутоа терапијата која што ја спомнавте се дозира многу споро, не сме да се даде брзо тераписка доза, додека се дојде до тераписка доза прејат неколку месеци, така да во рокот тие неколку месеци е дозволено детето да има напади. Ако има напади, обратете се вторник или петок во амбулантата, ќе видиме што можеме да направиме. Одговори. А за магнетот стварно е жалосно затоа што стојат на располагање. Битола работи, благодарејќи на упорноста на нашата докторка која што се наоѓа таму, меѓутоа Штип, Тетово, тука ќе мора да се најде решение. војна болница одбива да работат со деца и тоа е трагедија затоа што децата исто може повеќе им треба помош отколку на возрастните. Апсолутно. Кога станува збор за покачената температура, некои деца бунцаат кога ќе се покачи многу температурата и сега родителите стравуваат дали тоа може да доведе до фибрилни конвулзии или дали таа состојба на некој начин е некоја блага конвулзија, не им е јасно за што се работи. За среќа, поради упорност на стариот систем, една од најтешките болести кои што ги правеше тие работи, маларијата која што беше со трески, со бунцење и искоренета, поради правилно спроведена системна вакцинација, болестите кои што исто така со големи температури се горе-доле ставени под контрола, тук таму кој ќе се појави тоа, кој ќе нема да има доволен процент на вакцинација, не се јавуваат морбили, пертусиси, тие работи, меѓутоа во главно се под контрола, така да сите тие болести кои што одеа со висока температура ги имаме симптоми, тоа бунцењето е знак на висока температура, на нарушена функција на мозокот поради висока температура, ако таа температура не отиде во хиперперексија преку 41 степен, тогаш ќе се врати се во нормално и нема да има никакви последици. Иначе, овие болести, маларијата, морбили кои што со многу високи температури, во самиот опис на маларијата е треската пред добивање, пред прикачување на температура и бунцење на крајот на нападот, на маларичниот напад. Исто така може да направат морбилите. Во денешно време слична симптоматологија прават уринарните инфекции, кои што прикачување на температура прават голема треска. И некогаш грипот кога има и поради источност од таа треска, на крај на треската детето може да колабира или возрастен може да колабира, и тоа не се веќе конвулзии. Тоа е колапс кој што се јава поради источност на организмот од температура. Кога детето има покачена температура, треба да се симне. Сега, препораките се да се даде антипиритик после 38,5, но децата кои што развиваат конвулзии, дали и кај нив треба да се чека да се качи температурата на 38,5 или веднаш треба да се интервенира? Кажавме дека кај деца со конвулзии температурата нема никакво влијание на тоа дали ќе се јави напад или нема се јави. Некојаш има 40, нема напад. Некојаш најлоше е наглото менување на температурата. Спуштање, покачување, ако тоа го провоцираме ние. Значи, температурата треба да се регулира, меѓутоа треба да знаеме дека покачената температура е најдобриот антибиотик на организмот. Со покачена температура вирусите, бактериите кои што не може да живеат на таа температура изумираат. Значи организмот со покачување на температура се брани од натрапникот. И тоа е можда најдобриот антибиотик, така да ако колку повеќе може да се издржи со покачена температура без да има последици по детето, толку побрзо ќе помине инфекција, толку побрзо ќе се формира трајниот имунитет. Колку порано ги дадеме антибиотиците да прекинеме инфекцијата и колку поагресивни сме во спуштањето на температурата, толку повеќе го бараме имуниот одговор на детето во наредните инфекции. Веднаш влегува во друга, во трета, во четврта. Имуниот систем е една празна книга која што одраѓањето во текот на животот треба да се пополни со информации за бактерии и за вируси. Ако ние тоа не го возможиме, тогаш ќе биде точно тоа е проблем со деца кои што се често по болници. Но еден од најголемите стравови кај родителите е покачената температура кај детето. Кога ќе се покачи температурата, веднаш бараат начин како да се реши. На социјалните мрежи многу често има
постови од родители кои што бараат решение, па слушаме да се стави чорапчиња на нозете, да му се стават со оцет, парче компири, веато не сум го знаела, на мачките сенф на ноџињата и така натаму. Механизмот на покачување на температурата е стегање на крвните садови на периферијата. Ако видите дете со температура, нозете и рацете му се секогаш ладни. И механизмот на спуштање температура е вазодилатација на површината. Тоа значи било која масажа на крвните садови, да се истрие со било што да се истрие, не е битно. А мачкање премачкување со алкохол кој што има истиот ефект вазодилатација или лекови кои што прават вазодилатација, тоа е сосема сето како хладњакот на кола. Ако е ладен хладњакот напред, моторот се загрева. Ако не отвори термостатот, моторот ќе прегре. Треба значи да го отвориме тоа ладење. Меѓутоа организмот сам се брани на тој начин затоа што покачената температура едноставно не дозволува на патогените, условно патогените агенции, дали се тоа бактерии, дали се вируси, дали се било што да се размножува. Што тоа значи дека не треба да се симнува? Во Америка не треба агресивно да се симнува. Во Америка кога отидете првите 4 дена воопште не треба да се јавите на доктор. Земате парацетамол, земате ова и ако нешто оди ненормално, тогаш докторот ќе ве прими. Заедно со рехидрација. И пак кажавме оресот е најдобро за рехидрација. Значи за спуштање на температура давете што сакате, ако не е рехидрирано тоа дете, ако не прима течности, што сакаме, ако хладњакот нема вода, колата ќе скува, па што сака нека биде. Значи соодветна рехидрација е најбитна. Ако е соодветната рехидрација, ако прима доволно течности, нема ни Многу е тешко мали деца да ги натера родителот да испијат ОРС, сега зборуваме за електролит. Најчесто одбива да пијат течности во тие моменти, пуште вкусот на електролитот кога ќе го... Има многу вкусови на многу електролити. Не, има сега барам избор. 2 годишно дете некако тешко да го видите желбите се кога ќе седнете во пицерија, па сака пица, не ќе пица. Овдека малку треба родителот да биде поупорен, детето сепак ќе го послуша родителот најчесто. Дури ако стегне заби, па има некош и тој мој искуство со пипета давање, па после тоа почна да ги пие кој ќе му стане полесно. Болно дете не соработува никако, така да малце поголем упорност со страна на родителот треба, затоа што главната работа која што го штити здравјето е соодветната хидрација, соодветниот однес на течности. Така. Инфузијата го нема тој квалитет што го имаат електролитите. Зошто е поважно да се прими орално преку оралните, затоа што преку тие добива и електролити, добива и пуфери, тоа добива бикарбонати и се возраќа функцијата, се одржа функцијата на цревата, не се оптоварува со електролити. Ако даваме инфузија, во инфузијата нема електролити, па после 24 сати ако не прима никаква храна, треба многу лаборатории да го одржиме функција. А овдека се користи природната мембрана која што се цревата да се абсорбира тоа што треба, да се ресорбира тоа што треба, а тоа што не треба да се отвори. Така да се користи физиолошкиот начин за рехидрирање. Во суштина тие електролити се направени за спасување на пациенти со колера. Колерата со инфузија не се спасува. Значи многу полесно се спасува со електролити. Додека детето може да пие, треба да се рехидрира. Од друга страна, не треба да се рехидрира патолошки цело време, затоа што и труењето со течност или преголема количина течности ќе го рашири желудникот и ќе поврати. Така да електролитите овозможуваат многу подобра контрола. Така, лажичка по лажичка. Лажичка по лажичка или толку различни вкусови на електролити има што... А може ли да се измешаат во таква ситуација во некое сокче и слично или затоа што може да се измешаат ако се сокови и слично во таква ситуација? Ако се работи за проливи и дехидратација, тогаш некои сокови имаат кисели состојки кои што ги стабилизираат. Тоа се најчесто сокови од јаболка, кои што можат понатаму да влошат ситуацијата. Иначе ние ги мешаме со кола-кола, мада не се препорачува. Затоа што деца не многу сакат кола-кола или тоа што сака деца може да се измеша пола-пола и да има. Такви моменти значи може да се понуди. Значи главна е рехидратацијата на децата и смиреноста на родителот. Апсолутно. А што е со туширањето? Кога се разладува детето, каква вода треба да се употреби? Дали треба да биде млака и која е опасноста доколку се тушира со ладна вода за да се намали? Со ладна вода ќе се направи поголема вазоконстрикција, ќе го оладиме, ќе направиме хипотермија. Меѓутоа со топла вода ќе се рашират крвните садови, на што го кажавме, и само ќе почне да се лади организмот. Така да, меѓутоа и тука не треба агресивно туширање, затоа што ако стварно оди во толку висока температура, бар на секој ќош има аптека, така да се купи. Има и доктор на секој ќош во Македонија, така да може да се консултираат. А во однос на антипиретиците, дали е подобро да се почне со
бруфен или пак со парацетамол? Тука има исто дилеми кој Бруфенот и подобар. парацетамолот се off the counter, значи се во слободна продажба и на бензински ги имате, така да тоа е избор на родителот. Парацетамолот треба да се дозира соодветно. Дозирањето му е тесно, ако претераме е токсичен, ако не даеме доволно не делува. А бруфенот е послабен за дозирање и тоа може да направи проблеми со желудникот, така да и двата лека си имат и плюсеви и минуси. Кој се подноси најдобро, тоа е ова. Меѓутоа, ако даме парацетамол треба Некогаш ги комбинираат. може слободно ако иде висока температура, не заедно да се дадат, него ако пошто парацетамол треба период од 6 сати да има помеѓу две давања, некојаш може да се скрати на 4, може измеѓу да се даде бруфенот ако е висока температурата. Меѓутоа толку висока температура која што не може да се спушти, пак кажав, во наши услови може да го види доктор. Лошо е на празници, затоа што не постојат дежурни служби повеќе. Во комунизмот постојат дежурни служби 24 сати. Сега нашава примерна од 9 до 5, понеделник до петок, сабота и недела затварат и тоа е многу лошо и многу непријатно. А температурите високи се качуваат Па, навечер? Да, навечер и на За празници. викенд, за празници? И тоа е стварно несоодветно, тоа е веќе грешка на системот на докторите. Идејата беше во тие први тури кога ги организиравме реформите да голем дел од пошто Скопје има многу концесионери да тие се здружат и организираат еден или два дежурни пункта. Што е неопходно. Што е неопходно затоа што не стварно сите деца немаат потреба да јат на клиника или во Козле. И тоа е малтретирање за родителите во 3 сат са бајле вие да фатите од Ѓорче Петров или земете од Царе и додите до клиника. Затоа што нема во меѓувреме никој кај да ја прифати, тоа е стварно и малтретирање и трагедии за децата и за родителите. Така. Иначе тоа што е за болница секако, секое време работи на 724. Дали веднаш после првиот напад после првиот мозочен грч, односно после првиот напад со фибрилни конвулзии, при покачена температура, родителите веднаш треба да појдат на неврологија, односно се консултираат со невропедијатар? Тоа не е суспецијалистичка тематика, тоа е специјалистичка тематика. Било кој педијатар ако се работи за едноставни фебрилни конвулзии, може да го реши тој проблем. Ако им даде правилен совет на родителите, значи нема потреба од снимање, треба да се каже поставување во правилна положба, рехидратација на детето и поставање, давање на чепче диазепам. Чепче диазепам не се дава превентивно, него се дава само Така некои родители од страф, иако нивното дете нема фебрилни конвулзии, доколку качи температура 39... Порано дававме фенобарбитони и нема. Диазепамот делува само негде 20 минути до пола сат антиконвулзивно, после тоа само го зашемитува детето. По книгите и по советите и по нашето искуство, ако има комплексни конвулзии, ако конвулзиите значи се јавуваат многу често и ако ризикот е голем, тогаш може првите 24 до 48 сати да се даде перорален диазепам. И тоа е селектирана многу мала група на пациенти, каде што сакаме да избегнеме честото јавување на конвулзии. Значи 24 до 48 сати мала доза на диазепам, сепак докторот треба да одреди која ќе биде таа перорална, тоа е мала група на пациенти, мала група на деца, каде што на тој начин ги избегнуваме конвулзиите. Иначе кај другите деца е као земјотрес, не може да се предвиди, а од друга страна, ако рачунеме дека едно здраво дете во текот на годината има 6 до 8 фебрилни периоди, тоа значи дека ако правиме превенција со било што, дали со фенобарбитон, дали со диазепам или со било кој рек, треба негде 2 до 3 месеци во годината да одржиме по супстанции кои што се релативно токсични и непотребни за тој организам. Да се работи за епилепсија, да, тогаш е лек на избор. Меѓутоа, ако се работи за грчевица температура, здраво право дете кој што нема да има никакви последици, нити па конвулзии понатаму животот, го држиме непотребно на токсична терапија. Тоа значи дека родителите кои што имаат дете со фибрилни конвулзии во секој момент треба да имаат антипиретик и чепчиња диазепам треба да има. Значи, тоа е поважното. Поважното да го рекидираат соодветно детето да антипиретик. Може да се даде ректално заедно со диазепамот за време на нападот. Да бидат смирени, да не паничат. Првиот атак треба секојаш да го види доктор за да види дали се работи за грчива температура или се работи за нешто друго. Родителот не е толку доволно стручен, ама тоа може да го види педијатар, не мора да дојде до клиника. Не е толку стручен да направи диференцијација помеѓу тоа што е, што не. Вториот, третиот атак, понатаму родителите ако се смирени, уопште нема потреба да се јават на доктор за атакот, освен ако инфектот е
е нешто компрометирачки, нешто што не може да го стават под контрола. Значи, битно е да се обучат родителите, да бидат смирени, да знаат дека и покрај драматичноста на таа состојба детето ќе биде добро, ќе се развива добро, без никакви последици. И многу убаво. Имаше некои од родителите, да, таткото, како изгледа сега таткото, супер, а така ќе изгледа детето тоа ми е вака шанса за бодрење на со еден смирувачки тон и да го заокружиме денешниот разговор, значи покрај драматичната слика, сепак родителите да останат смирени, бидејќи нема да има детето последици, не е живото загрозувачка состојбата, бидејќи во моментот на нападот треба да бидат смирени, ако има нешто во устата дека трае нападот, може да се задави, затоа го ставаме во безбедна положба, така. А додека се транспортира со автомобил, дали треба за време на нападот да се транспортира или треба да се причека да заврши нападот? Ако трае подолго, во почна положба треба да се транспортира, треба негде повеќе од 40 минути за да може да направи да трае нападот, да направи оштетување. Во фебрилните конвулзии обично трае 3 до 4 минути. И може слободно се транспортира без одење на црвени светла, без дигање паники, затоа што многу често не се десило родителите да завршат на травма, а детето да не дојде до кај нас. Значи, битно е да дојде безбедно до болница или до прво место кај што може да прими венска терапија ако трае долго нападот и може многу полека во безбедна положба да се транспортира. А и најверојатно се дешаваше порано со болничка кола, ќе дојдат со сите ротори, застанува болничка кола, детето излегува на нозот. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, што им дадовте навистина корисни совети и препораки на сите родители, како може да се препознаваат состојби, што е најважно, како да реагираат. Благодарам на поканата. Убав ден уште еднаш. Така. Ќе се видиме ние повторно, а тука го заокружуваме денешното издание на 0N+, но воедно и на утринската на Телма. Имате убав викенд. Пријатно.